Солидарноста во Европа е темелот врз кој се гради идејата за Европската Унија и солидарноста беше и останува звезда водилка. Граѓаните на Република Северна Македонија со голема загриженост го дочекаа утрото на 26 ноември минатата година. Во текот на ноќта постојано доаѓа информации за силен земјотрес во Албанија во Драч. Истиот ден владата на Република Северна Македонија донесе одлука тимови составени од 42 припадници на републичките сили за заштита и спасување координирани од Дирекцијата за заштита и спасување да заминат за Албанија да помагаат во координирани акции на спасувачките екипи на локалните власти. Нашите тимови добиваа комплексни задачи за прва помош, извлекување на настраданите граѓани на Драч, како и санирање на штети од катастрофалниот земјотрес. Ги ставија на располагање сите своји капацитети, своји вештини за да помогнат да се спаси и да се згрижи секој човечки живот и болка. Покрај тимовите од обучени спасувачи, нашата Дирекција за заштита и спасување упати механизација, специализирана техничка опрема, амбулантно возило, медицинска и техничка помош, најсовремена механизација. Исто така беа испратени неколку пратки хуманитарна помош од Црвениот крст и владата издвои истиот ден со одлука 6 милиони денари како првична финансиска поддршка за санирање на последиците од земјотресот. Владата внимателно го разгледа извештајот за проценка на штети од земјотресот подготвен од страна на делегација на Европска Унија во Тирана. За да одговори на овие детектирани потреби, владата формираше работна група со учество на представници од 10 релевантни домашни институции кои ќе изработат план за помош и поддршка на институциите во Република Албанија во насока на јакнење на капацитетите, развој на политики и инструменти од областа на нивното делување за обнова на земјата и справување со последиците. Република Северна Македонија и Албанија не се членки на Европската Унија, но грижата ја покажува Европската комисија, ги охрабрува владите и народите на овие две земји, им дава право и охрабрување дека прифаќање на европските вредности е сериозен влог во нивните аспирации еден ден да го остварат својот сон. Да завршам со пораката што ја носам во името на народот на Северна Македонија дека предлогот за новата методологија за процес на проширување на Европската Унија донесе нови очекувања и дека во престојниот период ќе ја дочекаме убавата вест од Брисел. Благодарам.